Изнајмување рекламен простор за потребите на кандидатите за претседател на државата е ставката под која е ангажирана фирмата Буст во 2024 година. Во извештаите од претседателските избори оваа фирма може да се најде и кај кандидатката Гордана Силјановска-Давкова на ВМРО ДПМН и кај Стево Пендаровски од СДСМ. За кампањата на Силјановски и Пендаровски фирмата според подоците добила по повеќе од 2 милиони денари, односно по околу 35.000 евра или вкупно 70.000 евра. Партијата Левица во петокот објави дека всушност оваа фирма е на еден од синовите на членот на антикорупцијската комисија Цвета Ристовска. Финансиските извештаи на политичките партии за изборните циклуси се доставуваат и до ДКСК, која треба да утврдува неправилности и сомнителни трансакции, а јавноста и денеска не доби одговори дали таа се земала при разгледувањето на овие извештаи. Она што може јавно да се најде на интернет е извештајот од ценовник на фирмата кој е испратен токму до ДКСК, а е од мај 2024 година, кога Ристовска е веќе член на ДКСК. Она што е уште поинтересно, истата фирма земала пари за промоција на кандидатите за градоначалници во кампањата во 2021 година од коалицијата предводена од СДСМ. Извештајот со сума од 200.000 денари се нашол и пред Државниот завод за ревизија, каде тогаш пак Ристовска била ревизорка. Задачата и на ревизорите е токму тие да ги разгледуваат можните незаконитости во финансиските извештаи на партиите. И покрај обидите Ристовска да одговори на прашањата на Телма, тоа не се случи. Председателот на ДКСК Адем Чучуј и денес се прогласи за ненадлежен, а за ова смета дека единствено треба да одговори Ристовска. Но во етичкиот кодекс на институцијата која ја раководи се вели дека ниту председателот, ниту членовите нема да дозволат финансиски интерес за себе или блиски со кои имаат деловни врски да дојдат во судир со нивните функции. Од Левица и денеска повторија дека Ристовска морала да ги пријави фирмите на своите синови во анкетниот лист, но и дека ќе бараат институционална разрешница на случајот. Овој серијал ќе продолжи и ќе резултира со институционална иницијатива на Левицата. Инаку Телма пред повеќе од една година го објави скандалот со Ристовска, која беше известител во ДКСК за случајот со лажната диплома на директорот на АНБ Бојан Христовски. ДКСК не виде ништо спорно што тој има сомнителна диплома од Универзитетот за туризам, истиот на кој Ристовска порано била предавач.